Во овој АВО ќе одредиме алгебарски и графички дефиниционата област на следните функции, кои се функции од две променливи. Воопшто нема да ги гледаме функциите што се, само кои вредности на x и y смеат да бидат фрлени во машината. А треба да одредиме и за x и за y, значи дефиниционата област ќе биде во 2D, односно во рамнината. Сега да се подсетиме на тие функции што ни прават проблеми. Ќе ја користиме буквата дупове, колку да не мислите дека има врска воопшто со тоа. Знаеме дека 1 врз дупове, што не смее да биде дупове? Дупове не смее да биде 0. Така. Друго што имаме корен од дупове. Што значи тоа? Дупове треба да е поголем или еднакво на 0. Значи аргументот треба да е поголем или еднакво на 0. И третиот што го имавме, што го работевме во првите математика беше ln од дупове, односно логаритм. И тамо имаме дека дупове треба да е строго поголемо од 0. Значи, ќе бараме каде што имаме именител, еве на пример вака, каде што имаме корен, еве овај корен, ова не. И каде што имаме ln, еве и тука. Значи, овие не се важните функции што има проблем во нивната дефинициона област. А дефиниционата област што ќе ја најдеме, ќе биде во рамнината, во 2D, бидејќи овие зависат и од x и од y. А функциите самите не ги гледаме. Само кои вредности смеат да ги ставаме во функцијата. Првата задача f од xy е еднакво на 1 врз x на квадрат плюс y на квадрат. Единствено од тие три функции што имаме тука е количник и тоа значи именителот треба да е различно од 0. Памтете се дека само одредиме кои броеви смееме да ја клаеме во машината. Не смееме да клаеме броеви x, y, ако x на квадрат плюс y на квадрат е еднакво на 0, оти ова нема да постои. Ние не кажеме ништо за функцијата. Само ќе отстранеме бројките што ќе ја расипат машината. Сега, кога може x на квадрат плюс y на квадрат да е 0? Единствениот x, y таков е x, y еднакво на 0, 0, значи ќе отстранеме точката 0, 0. Можете да замислите како круг со радиус 0. Еве тоа круг со радиус 0, значи ја отстранеме ова точка. Сите други точки не чинат. Значи, сите овие точки тука може само се отстранава точката 0, 0. Алгебарски како го пишеме тоа? Дефиниционата област е множеството од сите x, y, такви што x, y не е еднакво на 0, 0. Тоа е алгебарскиот одговор. Одеме на наредната задача. f од x, y е еднакво на 1 врз квадратен корен од x, y. Има две работи тука. Најпрво е дека имаме именител, а тоа што е во именителот е квадратен корен. Тој не смее да е 0. Тоа е првиот услов. Од фактот дека имаме дробка. Вториот е дека имаме квадратен корен. Квадратен корен, рековме дека тоа што е внатре во квадратен корен треба да е поголем или еднакво на 0. Сега, од еднаш да ги собереме овие двете и да речеме што? Кога е квадратен корен од некој број 0, тој треба да е 0. Значи, заедно овие двата услови ми дават x, y треба да е строго поголемо од 0. Така, производот треба да е строго поголемо од 0. Таа реченица има малку поинаков начин да речем. X по y треба да е позитивен број. Значи, ние бараме овај позитивен број. Кога е производ на два броеви позитивно? Тоа значи или двата се позитивни,
x е по-голямо от 0 и y е по-голямо от 0, или двата са негативни. X е по-мало от 0 и y е по-мало от 0. Двата да са позитивни, ова услов тук е пръв квадрант без оските. Така, или трябва двата да са негативни, то е третият квадрант. Без оските, значи да ги отстраняме оските, користейки прекинати линии. Значи ги отстраняме оските и гледаме точките во првиот квадрант, тоа се овие. Смееме да ги имаме. И другите кои се во третиот квадрант. Тоа е графички представено. Овие точки ни чинат двата позитивни или двата негативни. Да го опишеме тоа алгебарски. Тоа е множеството од xy, такви што x е по-голямо од 0 и y е по-голямо од 0, или x е по-мало од 0 и y е по-мало од 0. Значи, тоа е алгебарскиот одговор. Одаме на наредната задача. Тука f от xy е трети корен от ln от y на квадрат минус 4x плюс 8. Тука третиот корен воопшто не е проблем. Третиот корен секакви броеви зема. Значи тој не е проблем, не беше во нашиот список. ln меѓувреме беше во нашиот список. Значи аргументот на ln треба да е поголемо од 0. Ова е тешко да се работи вака. Да видите зошто ќе имаме, треба да го решиме за x некако, бидејќи ова е на квадрат, а не сакаме да почнуваме со корени кога имаме ова поголемо и помало. Ако го решиме за x, ќе имаме 4x е помало од y на квадрат плюс 8. Тоа значи x е помало од 1/4 y на квадрат плюс 2. Сега, не сме навикнати да ги гледаме вака, обично знаеме да ги гледаме обратно. Значи, колку да гледаме? Y е помало од 1/4 x на квадрат плюс 2. Тоа е квадратна функција плюс 2, значи оди низ 0,2, малку ќе цртаме тука, 0,2, друга број што е убаво 2, x еднакво на 2, 2 на квадрат, значи 2, 3. Така, и веројатно и минус 2, 3. Значи, гледаме вакво нешто. Тие се точките. А сега ова е со x и y. Ова беше 0,2, ова ќе биде 2,0, ова беше 2,3, значи 3,2. Наопако ги читам бројките. Ова е минус 2,3, значи 3 минус 2, значи и квадратна. Така правим. Ова беше квадратна равенка. И сега да гледаме дека ова е помало, значи наизменична, ова е прекината. Квадратна функција. После можете да ги бришете овие. Значи ова ни беше како помош. И само сега ни интересира дали треба внатре да е областа или надвор тука. Затоа пробаме точка што не е на кривата, 0,0. Значи, прашањето е дали 0 е помало од 1/4 по 0 плюс 2. И одговорот е да. Значи, овај дел, кај што е 0,0, е областа. Алгебарски имаме дефиницијата област е x, y, многу не можеме да ја средаме, такви што и ова ќе ја користиме x помало од 1/4 y на квадрат плюс 2. Значи, ова е алгебарското решение. Наредна, последна задача. Ако личи потешко, ова вистина е полесно од предходниот. Ке имаме два дела што ни сметат, коренот и ln.
И само ќе бараме пресекот на тие двата работи. Значи, од коренот бараме x на квадрат минус y да е поголем или еднакво на 0. И, значи, двата услови, 1 минус x на квадрат минус y на квадрат да е строго поголем од 0. Ова е y да е помало или еднакво на x на квадрат. Ова знаеме да цртаме, тоа е 0, 0, 1, 2, 4, 1. Ова е полесно заради се функции што ги знаеме. Ова треба да не биде прекината, само го цртам прекината за на почетокот да не ми бега. Не е прекината, бидејќи еднакво влезе. Значи, вака имаме. И сакаме y помало од x на квадрат. Прашање дали сакаме внатре тука или надвор тука. 0, 0 не можеме да користиме. Кој број да користиме? X еднакво на 0, y еднакво на 2. Значи, прашањето е 2 или 2 е поголемо од 0. Одговорот е не. Значи, ова точка не е. И ова е овај дел. Тука. Значи, првиот услов не е ова. Сега имаме уште еден што знаеме да цртаме. Ова е x на квадрат плюс y на квадрат да е помало од 1. Тоа е круг со радиус 1. И идеме тука 1, 1, 1, 1. Само со прекината линија. Цртаме круг. Долу сме тука надвор од ова. И сега нас не интересира дали сме внатре или надвор. Помало од 1, 0, 0 да пробаме. 0 плюс 0 дали е помало од 1. Да, значи сме внатре. И ако ова ја преместиме тука, испод функцијата, ова црвено, и внатре во кругот. Така. И тука нема многу алгебарски како да се пиши. X, y, такви што y е помало од x на квадрат и x на квадрат плюс y на квадрат е помало од 1.